Ана Камчева, сопругата на бизнисменот Орце Камчев, 350.000 евра спакувани во НССР, му дала на Боки 13 во неговиот стан во Орман, говореше Камчева денеска како сведок на обвинителството за милионскиот рекет. Сопругата на бизнисменот, која тврдеше дека исплатила дел од првата транша од 1,5 милион, рече дека на другата средба во Орман кај Боки 13 на гости била и специјалната обвинителка Катица Јанева. Таму според Камчева, Јанева и кажала да ја повлече гаранцијата од над 14 милиони евра за Маши да излезе од притвор, а дека Јанева ќе предложи куќен притвор за Камчев, кој во тоа време беше во шутка како осомничан за случајот Империја. Ми рече, ако излезе нешто од Муабетов, ке се знае дека е од мене, бидејќи имала доверба во Бојан и во Зоран Милески. Ми кажа дека може да отвори и други предмети за мојот сопруг и ми се фалеше со нејзината моќ. Дека и бараат пари, сопругата на Камчева се сретнала и му кажала се на директорот на тогашната УБК Горан Николовски. Во судница Ана Камчева рече дека средбите со Николовски биле надвор од УБК, бидејќи се плашила. Имавме 2 средби. На мое барање тие не беа во УБК, бидејќи тамо работи сопругот на Фросина Ременски, Јовче, со кој контактирате секојдневно. Од страв да го соопштам сето тоа таму, барав средбите да не бидат во УБК. Таа пред судот истакна дека пари лично на Катица Јанева не и дала. Се одело преку Боки 13, а сведочеше дека откако Орце излегол од притвор, му се јавувала Јанева на телефон, порачувајќи му дека се ќе биде окей. Ана Камчева пред судот кажа дека е убедена од и Катица Јанева знаела за рекетот, а сведочеше и за многу контакти и информации кои ги имал Боки 13. Според Ана Камчева, тој се слушал телефонски со многу суди и обвинители, политичари од власта, меѓу нив и министерот за внатрешни. Боки 13 имал информации кои случаи се водат, против кого, кој кога ќе влезе во притвор. Боки 13 кажал дека следен за притвор е Сашо Мијалков, а тој после 2 дена завршил во шутка, рече Ана Камчева. Во рекет Бојан Јовановски е обвинет за кривичните дела перење пари и примање награда за противзаконско влијание, а Катица Јанева е второ обвинета за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањето. Зоран Милески Кичеец, кој исто така беше обвинет за примање награда за противзаконито влијание, го призна делото и беше осуден на 3 години затвор.